Работна група се наоѓа во Скопје, каде се договараат последните детали за договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија, што најверојатно ќе биде потпишан на 1 август вечерта наместо на 2 како што се мислеше порано. Ваква информација пласираа бугарските медиуми. Додека македонската влада молчи за содржината на договорот, бугарски Блиц открива дека по потпишувањето планирано е формирање на комисии, кои ќе имаат за задача да ја следат реализацијата на обврските од договорот, но и да контролираат дали медиумите објавуваат негативни статии. Во договорот се предвидува формирање на работна група за така наречената заедничка историја. Во неа треба да влезат представници на научните кругови, општественици и историчари. 3 месеци по ратификацијата, таа треба да се собере, а целта е да надгледува дали двете земји го исполнуваат договорот и ќе се следи дали продолжуваат да се објавуваат негативни статии во македонските медиуми. Бугарските медиуми пишуваат и дека Бугарија планира да го ратификува договорот за добрососедство со Македонија во Обединетите нации и на тој начин да му даде обврзувачки карактер. А дополнително бугарските медиуми најавуваат и засилена дипломатска иницијатива на Бугарија и отворање на прашањето за признавање на бугарско малцинство во Албанија. Наспроти негирањата на македонската држава и народ од страна на Бугарија и Грција, како и барањата за промена на учебниците по историја, освестувачка порака пристигна од Швајцарскиот институт за антропологија и ДНК и ГНА. Роман Шулц, директорот на овој институт, во интервју за Гласот на народот по повод роденденот на Александар Македонски, изјави дека македонците се еден од најретките народи во светот со традиција на постоење. Првиот човек на институтот дециден дека македонците се нација која го има најстариот ген и се меѓу неколкуте модерни нации кои се уште го носат името и традицијата на античко племе.